Проповедта денеска е заедничка молитва, или можеме поинако да го кажем и групна молитва или колективна молитва. Факт е дека сите ние се молиме или би требало да се молиме дома кога сме сами секој ден и да имаме лично заедништво со нашиот Господ. И личната молитва има свое место, бидејќи личната молитва создава поголема интимност со нашиот Бог, ни дава можност да бидеме отворени и искрени и пред Него дури да ги кажеме нашите слабости, нашите гревови, нешто кое што можеби ни е тешко да го направиме кога сме заедно со другите. Послободно можеме да се изразиме и можеме да одвоиме повеќе време. Кога се молиме на само дома, можеме да се молиме 1, 2, 3 часа ако сакаме, никој не ограничува и не ни брани. Не знам колку се молиме, не знам дали успеаме да се молиме толку, ама ќе забележите исто Исус кога се молише сам, тој се молеше долго време. Дури читаме дека на некој место пишува и цела ноќ се молеше. Можете да замислите. Цела ноќ е повеќе од 1 час, нели? Повеќе од 5 минути. Најчесто ние знаеме и кога се молиме дома, молитвата да ја сведуваме на 5 минути. Ама Библијата не охрабрува кога се молиме барем на само да се молиме послободно и подолго. Сега, групната или заедничката молитва се разликува од она самостална молитва, лична, во некои од тие елементи. Например, кога се молиме заедно, па Исус кога се молеше јавно, неговите молитви беа пократки. Но сепак групната молитва е исто така библиска и таа има свое место и таа е потребна. И ќе читаме денеска повеќе стихови во кои што ќе видиме дека таа и како е застапена и е охрабрувана и присутна и практикувана и во Стариот и во Новиот Завет. И ќе видиме зошто ни е потребна. Еве само како мотивација, ова е слика на луѓе кои што се молат, ама не се христијани, да знаете. Пишува горе Мустафа Паша џамија во Скопје. Секој петок муслиманите имат молитвен собир кој што го нарекуваат џума или џума. И на овој молитвен собир, ако отидете во Скопје, ќе видите не само што џамијата е преполна, главната џамија, туку не ги собира на молитва и дури и надвор од џамијата луѓето се собрани, во дворот, па дури и на улицата околу џамијата. Значи има толку многу луѓе кои што доаѓаат на молитва, што не ги собира сите внатре. Сега, ова не е за некој празник. Ние ќе си кажеме, добро да па и нашиот народ се собира за Великден, покажи слика па да видиш, покажи за Божик да видиш колку не има. Ама, ајде да отидеме во еден нормален ден, кога не е празник. Дали ќе најдеме волку луѓе собрани во нашите цркви? Еве како изгледа молитвата во многу православни цркви. Ние ќе си кажеме жално, ама овие луѓе па и не го познаваат Бога и веројатно затоа и нема многу луѓе да се молат. Иако се нарекуваат христијани, сега може и вака звучи навредливо, доколку ме слушаат луѓе што се сметаат за православни, но ќе си кажеме, нели, овие луѓе и не живеат посветен христијански живот, само на име се христијани, затоа и толку малку има што се молат. Ама ние го познаваме Бога. Ние нели сме христијани, ние поверувавме во Исус Христос, ние сме наново родени, со срца што горат за Господа. Ние сме различни од православните, ние сме оние просветлените. За жал, состојбата и во нашите цркви станува слично. На заедничките собирања на молитва, често пати сликата ни е ваква, двајца, тројца, затоа многу да не се фалиме дека ние сме просветлените христијани, па дури понекогаш и полошо. Се случува во последно време на неколку пати само јас и Даниела да сме на молитва. И ќе си кажете, добро да вие сте платени за тоа. Но дали молитвата треба да е нешто за кое што треба да си платен за да дојдеш да се молиш? Ако молитвата е разговор со нашиот небесен татко, ако молитвата е собир на духовното Божјото семејство, кога заедно си ги споделуваме нашите потреби пред нашиот татко,
тогаш треба ли некој да не плати за ние да дојдеме на молитва? Еднаш кога имавме час додека бев на теолошки факултет во Софија, имавме част за други религии и не одведоа еднаш во синагогата и таму рабинот, човекот кој што е одговорен за синагогата, ни кажа во нашата синагога за молитва имаме правило. Треба да има минимум 10 луѓе собрани за молитва, за да молитвата може да се одржи. Ако има помалку од 10 луѓе, тогаш немаме молитва. И тој ни кажа една работа што тогаш ми звучеше многу тажна. Рече, знаете, понекогаш со месеци немавме молитва затоа што не можевме да собереме 10 души. И затоа моравме понекогаш да плаќаме некои наши браќа евреи за да дојдат на молитва само за да одржаме молитва, бидејќи инаку не доваѓаа. Замислете да мора да плаќаш некој верник да му кажеш еве ти 500 денари, да аман дојди само да се молиме. Сега фала му на Господа што ние не сме ограничени според Светото писмо и во Новиот Завет да имаме 10 души, нели не сме условени за да имаме молитва. Можеме да се собереме и двајца, вели Исус, двајца или тројца и пак да се молиме. Но убаво е кога сме повеќе, нели? Убаво е. И ќе видиме зошто од некои библиски стихови, зошто е добро и да сме повеќе. Зошто е добро да учествуваме во заедничката молитва. Денеска живееме во време на, како да кажам, време на себичност, но и време во кое што некако се негува личниот однос. Ќе видиме за многу работи луѓето си живеат самостално и некако групирањето не е толку, па дури во христијанските кругови не е толку популарно. И затоа ќе слушнеме некои изговори од типот, па јас повеќе уживам дома сам да си се молам. Или па каде пише у Библијата дека мора заедно да се собираме. Некој па знае да каже, јас не доаѓам на заедничка молитва затоа што не се молам убаво, ќе ми се смеат. Замислете, едно мало бебе или дете кое што учи да зборува, дали тоа е загрижено, дали ќе му се смеат кога пробува да зборува. Тоа пробува и си ги кажува зборовите макар и погрешно и не му е гајле, учи да зборува. Исто и ние, кога си нов верник, ти си како едно мало бебе кое што учи да се моли, учи да зборува, и зошто треба да ти е грижа, дали правилно ќе го кажеш или не. Некој знае да каже, мене тоа ми е голема обврска. Јас треба сега да доаѓам еднаш неделно постојано за да се молам. Тоа ми е преголема жртва, затоа ми е најдобро дома. Но видете, дури и тој изговор понекогаш, особено за време на короната се покажа смешен, затоа што некои велат дека има обврска да дојдат до тука, па да се одат назад дома, па не знам. За време на короната имавме можност да се вклучуваме преку интернет на онлайн молитви и тогаш не се вклучуваа. Сега јас сум вклучен во една организација во која што од учесници од цела Македонија еднаш месечно се вклучуваме, секој прв вторник во месецот, мислам, се вклучуваме да се молиме заеднички за цела Македонија. И знаете, не мора да патуваш, ако живееш во Тетово, во Скопје, било каде, не мора да патуваш да дојдеш во Неготино за да се молиш. Само онлайн ти пуштат линк, се вклучуваш и се молиш пола сат и готово. И во таа група сме голем број на луѓе, но најчесто се вклучуваме двајца или тројца. Повторно гледаме дека нема тука некаква голема жртва, но пак не достига тоа заедничко собирање. Некои смета дека тоа е само за некои луѓе. Ќе кажат, па тоа не е за сите, тоа веројатно е за водачите. Водачите треба да собират заедно се молат. Но ќе видиме од библиски текстови дека е за сите. Или некои си мислат, тоа е само за оние постарите верници. Исто како што гледаме во православните цркви. Најчесто ќе видиме во храмовите постари бабички некои, нели, отишле да запалат свеќа, да се помолат. А децата па не е тоа за децата, не е за младите. И една жална слика што е дури во нашите евангелски цркви, што ја гледаме, што во повеќето цркви на заеднички молитви отсуствуваат помладите. Бидејќи тие сметаат тоа не е за нас. Или ние помладите се молиме на друг начин, ние се молиме самостално. Тоа велам, индивидуализмот некако преовладува во денешно време и тој се пресликува, се префрлува и во црквата.
Некои пак ќе кажат, мене молитвата со други луѓе ми е досадна, има таму и лицемери, не можам да ги слушам и нив како се молат, затоа ќе се молам насамо. Но понекогаш токму тоа е една од причините зошто треба да се молиме заедно. Биќе тогаш ќе научиш да ги сакаш и оние кои што не ги поднесуваш. Ќе дознаеш повеќе за нив, ќе научиш да ги љубиш. Кога се молиш за некого, ти почнуваш да го љубиш тој човек, таа личност. Минатиот пат зборувавме за зависта и рековме дека еден од лековите да ја победиш зависта кон некого, кој беше? Да почнеш да се молиш за тој некој. Ако му завидуваш, благословувај го, моли се за него, кажи Господе, благослови го, дај му добро срце, нека успева, нека расте духовно. И тогаш ќе престанеш да му завидуваш. Кога ќе почнеш да го благословуваш, ќе исчезне зависта. Еве, ова се некои од нештата кои што ги наоѓаме како изговори во време на индивидуализам, кога повеќе уживаме да си се молиме насамо, но Библијата ни кажува дека заедничката молитва и како има свое место и како е потребна. Заедничката молитва не е никако исклучена, туку таа е постојано присутна во животите на верниците. И еве ќе погледнеме денеска, ќе ве бомбардирам со стихови, затоа што целта ми е да немате никаков изговор, ни најмал изговор од библиска гледна точка, од теолошка, дека ова е непотребно или не библиски. Се надам дека до крајот на проповедта ќе ве убедам. Заедничката молитва во Стариот Завет. Погледнете, Јоел 1 глава 14 стих вели: одредете осветен пост, прогласете свечен собир, старешини и соберете ги сите жители на земјата во куќата Господова вашиот Бог и извикајте кон Господа. Ќе кажеме овде Јоел малце претерал. Соберете ги, вели, сите жители на земјата. А има ли шанси да ги собереш сите? 7 милиарди луѓе, колку сме сега, може би скоро 8, да ги собереш во храмот Господов. Ова е, се разбира, хипербола, но идејата е соберете го секој што можете. Секој кој што има срце за молитва, секој нека дојде. Идејата е дека ова е собир на молитва во кој што секој треба да дојде. Никој не треба да остане дома да седе. Секој што може, секој што има прилика, што има срце, треба таму да е. Бидејќи се собираме да извикаме кон Господа. И ова е нешто кој што ни кажува дека има такви собори во кои што е важно да покажеме единство. Читаме во Судии, вели тогаш сите израелци и сиот народ отидоа во Ветил, во Божиот дом, плачеа и стоеа пред Господа, постеа цел ден до вечерта. Повторно се станува збор за настан кој што е важен, во кој што беше важно да се искаже единството на целиот народ. И овде пак е употребена хипербола, вели сиот народ. Ние знаеме дека буквално не е можно сиот народ да дојде, ама се мисли на секој кој што може. Се мисли на мнозинството на луѓето кои што беа таму. И ако веројатно можевте да отидете со камера и да снимате и да пренесувате, сигурно ќе видите нешто слично како ова првата слика во џамијата во Скопје. Храм преполн со молители, па дури и надвор затоа што не може да ги собере. Замислете колкаво охрабрување ќе е кога се собираме на молитва во Неготино, салата да ни е толку полна со молители што дури и надвор се собираат. Што дури и нема место и луѓето комшиите ќе кажат што се случува овде, што случува кај овие евангелистите, што работа е. И некој ќе почне да шушкат, доаѓаат на молитва, се молат луѓето. Замислете какво охрабрување ќе е да се собираме сите заедно на молитва во толкав број што нема дури да не собира. Ако читаме исто така во Исаја, ова е еден текст кој што Исус покасно го употребува во една прилика кога реагираше во храмот затоа што го направија разбойничко гнездо, затоа што го направија место на трговија. Вели, нив ќе ги воведам во мојата света гора, ќе ги развеселам во мојот молитвен дом, вели. Нивните паленици и жртви ќе бидат угодни на мојот жртвеник, зашто мојот дом ќе се нарече дом на молитва за сите народи. Нешто по кое што овој дом треба првенствено да е познат, треба да е молитвата. Затоа Бог нагласува мојот дом првенствено ќе биде познат по тоа што ќе биде наречен дом на молитва. Тоа е првенствената цел на собир на Божиот народ.
Не дел на забави, не дом на дружење, не дом, него дом на молитва. Тоа е основното нешто кое што го нагласува Библијата. Ако читаме во Матеј 6 глава, најпознатата молитва, што многу од нас ја знаат на памет, како ја нарекуваме? Оче наш. Молитвата Оче наш. Ние знаеме да кажеме, јас ова си го знам како Оче наш. Сега, не знам дали сте размислувале во молитвата Оче наш, случајно или не, сите зборови, сите заменки се во множина. Исус можеше, кога го праша учителе, научине како да се молиме, Исус можеше да каже, па кога се молиш, моли се вака: Татко наш, мојот насушен леб дај ни го денес, моите долгови прости ми ги, како што јас на моите должници простов, не воведуваме мене во искушение. Но Исус рече, кога се молите, молете се вака. И ги стави личните заменки во множина. Нашиот насушен леб дај ни го, нашите долгови, нашите должници, не избавине од искушение, не воведине и така натаму. Гледаме дека сите овие работи се во множина. Самото тоа нешто нагласува дека молитвата има и еден колективен аспект. Таа има колективна димензија. Кога се молиме, Бог очекува да се собереме заедно да се молиме, иако има простор да се молиме и насамо. И еден од можеби најударните стихови кои што зборува за заедничката молитва е во Матеј 18 глава, 19 и 20 стих. Често пати ние го цитираме овој текст кога сакаме да нагласиме дека дури и кога сме малку, Господ е со нас. Ние проповедниците знаеме да го употребиме овој текст, затоа што не секогаш сме во голем број. И знаеме некој што се завртиме лево, десно и викаме, леле, денеска сме тројца, само сме се собрале. И тогаш велиме, па не заборавајте што пише во Библијата. Исус вели, ако двајца или тројца се соберат, Бог и таму е помеѓу нив. И еве што вели. Вели Исус, исто така ви го кажам и ова, ако двајца од вас на земјата сложно се молат за нешто. Гледате, Исус вели, двајца барем, двајца. Но гледате, двајца е повеќе од еден. Ти можеш дома сам да се молиш, ама Исус бара да се сложат барем двајца за нешто. Вели, јас сакам да видам слога во вас. Сакам да се сложите за работата за која што се молите. Меѓутоа ти може би се молиш сам, ама ајде убеди го и твојот брат или сестра да се моли и тој за истото тоа нешто. Тогаш вашата молитва ќе ми значи повеќе, вели Исус. Вели, ако сложно се молат за нешто, мојот небесен татко ќе им го исполни. Зашто каде што двајца или тројца се здружат под моје име, јас сум таму помеѓу нив. Ова ни зборува многу силно за единството во молитвата. Ние се прашуваме понекогаш, добро, зошто е важно да се молиме заедно, а не секој сам по дома? Бидејќи во тоа нешто го покажуваме нашето единство, дека нешто ни е важно, дека за едно нешто сме решиле да се согласиме заедно да го правиме, заедно да го бараме. Знаете, тоа е исто како мене ми слично како една петиција во некој град. Ти можеш едно нешто да бараш од градоначалникот или од општината, од советниците. Едно е кога ќе отидеш сам да бараш, да кажеш, абе, де ова улицата тука асфалтирајте ми ја, дупки има баш тука на мојот влез. Колку ќе те обрнат внимание, прашање е. Ќе кажеш, добро да е сега него дупка му имало там пред дворот, ние за него ќе асфалтираме. Ама замислете ако се собере целото мало и сите заедно подпишат петиција. Замислете ако се соберат сите комши, 20-30 куќи на целата улица или ако се 50 и отидат 50 или 100 души, отидат кај градоначалникот и велат сите ние заедно сакаме да ни се асфалтира улицата. Верувам дека тогаш ќе е сосема друга слика. Верувам дека тогаш ќе се замислат и советниците и градоначалник кажат, абе дајте новие луѓе се собрале, цело мало там, цела населба се собра, 100 души ни дојдоа, сите барат едно исто нешто, подпишале петиција, дајте да им одговориме на барањето на овие луѓе. Очигледно сериозна е работата. И Бог во таа смисла верувам дека сака да го види нашето срце во единство кога заедно нешто решаваме да бараме. Во таков случај ние стануваме исто така и несебични, бидејќи едно е нешто кога барам само за мене,
а друго е кога барам и за останатите. Иако може би мене не ме засега толку директно. Еве на таа улица, ако јас живеам, може би дупките не се баш пред мојата куќа, ама комшијата ако дојде и ако рече, абе, на нашата улица имаме проблем, ајде отидеме заедно, дојди и ти ќе одиме. Јас верувам дека од солидарност повеќето од нас ќе отидеме и ќе кажеме, добро де, не е пред мојата куќа, ама ќе отидам бе на мојата улица, од солидарност ќе отидам, сите заедно сме посилни. Бог сака да ја види нашата солидарност. Кога се собираме заедно, мислам дека не е исто дали сам ќе се молам дома или ќе се молиме сите заедно. И тоа ја расте и нашата љубов и грижа за другиот. Еден пастор, мој колега, ми сподели една ситуација, каде што некоја жена, сестра од нивната црква, споделила со него и му рекла, знам дека имаме молитва секоја среда во црквата, можете ли да се молите за мојот сопруг, бидејќи многу проблеми почна да ми прави. Многу е проблематичен, почна да се коцка, почна да пие, дома насилен станува и можете ли да се молите за него? Оваа сестра имала слобода да доаѓа на црква, сопругот не ја бранил, таа си доваѓала во недела, но проблемот е што немала навика да доаѓа во среда на молитва. И пасторот вели, ние се рековме, добро сестро, ќе се молиме за твојот маж, ќе се молиме за твојот дом, Господ да ги мене во работите. И се молеле една среда, но вели сестрата ја нема. Се собравме, вели следната среда, сестрата пак не подсети, молете се за мојот маж. Вели ние пак се молиме за нејзиот маж, целата црква се моли за него, сестрата пак ја нема. И неколку среди така поред. И на крајот пасторот ти кажал, сестро, а ти зошто не доаѓаш да се молиш заедно со нас? И таа рекла, бе, не знам, некако немам навика. И тогаш пастор ви рекол, ако следната среда не дојдеш да се молиш заедно со нас, ние повеќе нема да се молиме за твојот сопруг. Што мислите, дали ова е грубо од страна на пасторот? Може би изгледа грубо, но пасторот заклучил и црквата, верните кои што се молеле заклучиле, чекај сега, ако тебе не ти е грижа и ти не си решила да дојдеш да се молиш заедно со нас, зошто ние би се молиле? Ако тебе ти е важно твојот маж да се промени, тогаш и ти ќе бидеш тука заедно со нас. Ние се молиме за твојот маж затоа што ни значи, ни е важно, ама очекуваме тогаш и ти да бидеш тука ако ти е важно. Затоа велам, во заедничката молитва со нашето присуство ние покажуваме дека нешто ни е важно. Ако јас денеска кажам, ајде да се молиме, утре ќе организираме специјална молитва во која што ќе се молиме за изборите во Македонија, или ќе се молиме за не знам, за војната во Украина, или што и да ќе направиме специјален ден на молитва и пост и сакаме да се собереме тој ден и да се молиме, или можеби за некоја наша сестра која што поминува низ тежок период, или некој наш брат на кој што му престои операција. И ако на тој молитвен состанок дојде само една личност, што ќе покажеме ние со тоа нешто? Знаете ли, ние со тоа ќе покажеме дека за тој брат или за таа ситуација во државата нас воопшто не ни е грижа. Може би некој од вас ќе има и реално оправдание, некој од вас навистина нема да може да дојде и каже, верувајте ми, бев навистина зафатена или зафатен. Но ако никој не дојде, ако дојде само една личност, тогаш ќе си кажеме, па веројатно во оваа црква никој не му е грижа за тој брат што ќе го прават операција или за ситуацијата во државата или што и да е. Затоа со нашето присуство ние покажуваме грижа или колку ни е важно тоа нешто за кое што се молиме. Еве ќе погледнеме уште некои стихови. Исус кога зборуваше за заедничката молитва, тој исто на учениците ги повика, кога беше вечерта пред да биде распнат и пред да се разбегаат учениците, тој рече, зошто спиете, станете и молете се за да не паднете во искушение. Тој им нагласуваше колку е важно во еден таков момент да се соберат заедно да се молат, бидејќи тој знаеше дека им престои едно големо искушение, една голема духовна криза и предизвик. Но наместо да се молат, тие спиеја. Заедничката молитва е важна за да може да ни даде духовна победа во моменти, во периоди кога минуваме низ духовна криза. Токму тогаш треба црквата да се собира уште повеќе и заедно се моли. Ние често пати го правиме обратното. Кога минуваме низ духовна криза, ние тогаш паднеме во некоја апатија и
не ни доваѓаме на молитва. Но важно е да се собираме заедно, бидејќи тоа духовно нас не зацврстува. Ова го цитиравме од Исаја, повторно еве Исус го кажува дека напишано е мојот дом ќе биде наречен дом на молитва. Која беше праксата на раната црква? Ако погледнеме, раната црква имаше пракса редовно да се собира на заедничка молитва. Читаме во Дела апостолски уште на самиот почеток, 1 глава 14 стих. Сите овие апостолите еднодушно и постојано беа во молитва, заедно со некои жени. Верувам, не случајно е нагласено заедно со некои жени, бидејќи ако не го пишува ова, ние многу лесно можеме како на почеток да се изговориме и кажем, па заедничката молитва е само за апостолите, за оние на врвот, водачите, тие там нека се собират, нека се молат, за останатите не мора. Но жените не беа апостоли, не беа ни водачи во тоа време, беа обични лица што веруваа во Господ. Па сепак и нивното место беше там, и тие доваѓаат да се молат. Затоа гледаме дека заедничката молитва е за секој. Во Дела 2 глава вели, во тој ден околу 3000 души искрено ги прифатија зборовите на Петар, се крстија и се приклучија кон христијаните, кон црквата. И тие се посветија на заедничките собири и на молитвите. Таму се наведени 4 работи, се посветија на заеднички собири, на апостолското учење, на кршењето леп или причеста и на молитвите. И ние гледаме дека оние кои што се крстени, кои што изјавуваат дека се Христови следбеници, тие беа учесници во сите овие 4 работи. Тие беа редовни и постојани, пишува. Беа постојани. Заедничката молитва не е нешто во кое што еден христијанин треба да каже, па еднаш во годината можам да дојдам, чисто колку еве да видам што се случува. Заедничката молитва дури не е ни со цел црквите да имат некаква активност. Како, немаме ништо преку неделата, што да правиме, ајде да воведеме еве во четврток да имаме молитва, чисто да пополниме нешто, да имаме програма, да не ни е така салата, да не ни стое празна. Ајде ќе воведеме и молитва, нека има помеѓу другите работи. Не, таа е насушна потреба и пракса на Божјата, на Христовата црква. Раната црква, вели, беше постојана во ова нешто. Се посветија, во други преводи стои, беа постојани во овие 4 работи. И тоа е уште една причина зошто е важна заедничката молитва, бидејќи заедничката молитва создава кај верникот чувство или создава потреба од дисциплина. Знаеш, кога си дома, никој не те контролира, никој не те наблюдува, никој не знае дали се молиш или не. Јас ако те прашам сега колку редовно се молиш и се молиш ли секој ден, сега јас не знам колку од вас се молите дома, колку не. Дури и знаејќи дека никој не ве наблюдува, многу често пати ние си дадеме слобода и некојаш и да прескокнем, викам, ајде бе, кој ќе знае, денески не мора да се молам, денеска нешто ме мрзе, утре пак така бе, нешто имам обврски, се зафатав во работа, ајде голема работа ако не се молам. Ама ако не дојдеш тука на молитва, се приметува, нели? Ние кажеме, бе, таа сестра е нема, веќе цел месец, 2 месеци ја нема да доаѓа на молитва, или тој брат го нема. И ние тогаш забележуваме дека кај таа личност некако молитвениот живот изостанува. Може би ти ќе си кажеш, ама ја дома си се молам, но сеедно ние гледаме дека во заедничката молитва тебе те нема. Затоа заедничката молитва иницира, таа поттикнува неминовно духовна дисциплина. Таа те поттикнува, те некаков начин форсира, те турка на тоа да бидеш духовно одговорен и дисциплиниран, бидејќи ти си велиш, абе минатата недела не дојдов, оваа среда не дојдов, или овој четврток, ја треба да дојдам таму, моите браќи и сестри се собрани, сакам и јас. Ќе кажат што е со оваа жена, што е со овој маж, го нема. Затоа ова е важно, затоа гледаме дека заедничките собири во нив христијаните беа постојани. Тие се навикнаа да бидат дисциплинирани. Дури има еден друг стих, друго место вели, има обичај да се молат. Зборот обичај, значи е нешто кое што се претворило во навика. Значи редовно го правеа. Не беше повремено или само по некаква потреба. Сега, во сите овие работи, рековме дека тоа создава дисциплина, тоа создава љубов кон другите,
А тој ја покажува нашата грижа за другиот. Кога ние сме собрани да се молиме. Овде последниот стих, например, пишува: Петар дојде во куќата на Марија, мајката на Јована, наречен Марко, каде што беа собрани мнозина да се молат. Знаете ли за кого беа собрани да се молат? Овде од текстот не можеме да откриеме, но ова е случајот кога Петар беше во затвор. И беа собрани, целата црква беа собрана во куќата на Марко, кај неговата мајка, беа собрани верните тој ден да се молат за Петар, за негово ослободување. И верувам дека на Петар му значеше, кога тој разбрал дека целата црква се собрала да се моли за него. За него. Колку е важно кога ние ќе разбереме во црквата дека некој брат или сестра минува низ некаква криза, и замислете тој брат или сестра да разбере дека црквата се собрала да се моли за него. Замислете, треба утре да ве прават операција и вие разберете дека целата црква се моли за вас. Верувам дека ќе ви значи. Еве, јас скоро имав ситуација со еден мој пријател кој што не доаѓа на црква, ама со него се дружам доста време, има отворено срце за Господа, го бара Бог. Пријателот е од Кавадац и неговиот татко пред 2-3 дена го праве операција. И тој ми кажа уште пред недела време дека неговата ситуација здравствено не е добра и ми рече треба да помине низ операција, ама не знам како ќе биде, кревко му е здравието, дали ќе издржи, во години е старе. Јас му реков да знаеш дека ќе се молиме за твојот татко. И јас го исполнив обеќањето, се молевме ние, јас и Даниела се молевме за неговиот татко и му се јавив после операцијата и тој рече многу ми значеше тоа што се молевте за татко ми. Ја помине успешно операцијата, добар е, дури одлично закрепнал, уште првиот ден стана и се движи и оди и вели јас имав чувство како да тоа што се молевте, како да Бог да беше присутен, чувствував дека се молите. И на него му значеше тоа нешто. Верувате колку повеќе значи кога ќе разбере некој дека целата црква се собрала да се моли за него. Кога ќе знае. Целата црква се молеше за Петар. Само што беше интересен моментот кога Петар се појави и затропа на вратата, отиде слугинката, отвори да види кој е и види дека е Петар, се врати и кажа назад на апостолите и на другите, вели: абе, Петар е пред вратата. Знаете што се случи? Не и верува. Тие се молеа за Петровото ослободување. А кога Петар е ослободен, дојде пред вратата и тие рекоа: не е можно, нема шанси. Он е у затвор, што ти е на тебе. Не и верува. И ова за мене е една малце комична ситуација, ама вистината, понекогаш ние се молиме за работи, ама кога ќе се случат, дури ние сме изненадени. Викаме: леле, заре можно ова? Се молиме: Господе, оздрави го тој човек, и кога ќе разбереме, стварно оздравил, викаме: ева, Господе, не ми се верува. Но Господ прави такви работи. Бог ни изненадува, затоа да не се обесхрабруваме да се молиме и за нешто за кое што ни изгледаат невозможни. Еве, тие веројатно се молеа онака повеќе од култура, се молеа: Господе, ослободи го Петар, ама тешка работа, не ни се верува. Тој таму римски затвор, кај ќе го пуштат, нема шанси. Треба врски таму, нема шанси да го пуштат. А сепак Господ одговори на нивната молитва. Затоа, кога се молиме заедно, ние покажуваме грижа, покажуваме љубов за другите. Но исто така и се запознаваме подобро едни со други. Вики, многу работи јас за вас не ги знам. Дури не знам ни што минувате. Не знам ни што минува било кој од вас, но ако се собереме заедно на молитва и кажеме: ајде сега ќе се молиме еден за друг. Ајде кажи ми ти што да се молам за тебе. Кажи ми ти што да се молам за тебе. Јас ќе кажам што да се молите вие за мене. Јас тогаш откривам некои работи низ кои што вие минувате, што не сум ги знаел. И кажам: па ова наша сестра имала проблем, ајде да се молиме за тој проблем. И кога јас почнам да се молам за тој проблем, за сестрата или за братот, кај мене грижата за таа личност се зголемува. Јас сега ќе почнам да сочувствувам со нејзиниот или неговиот проблем, со нејзините макини с кои што минува. И се запознаваме и стануваме поблиски. Доаѓа до сплотеност помеѓу браќата и сестрите. Инаку вака ние сите сме странци, ќе си дојдеме на богослужба, слушаме проповед убава, си заминуваме дома и ние не се познаваме повторно. Остануваме странци. Но кога се собираме заедно, си ги споделуваме маките и ние стануваме блиски. Сакали или не келе, ние се сближуваме. Имаше повторно една
да кажем така, една комична ситуација. Скоро се собравме на молитва една група и дојде еден брачен пар, маж и жена дојдоа на молитва и решивме тој пат да се молиме едни за други. Решивме секој да се моли за личноста што е од неговата десна страна. И рековме, ајде, еден по еден, секој од нас нека сподели зашто да се молиме за него. И братот, кој што беше тој брачен пар, човекот, тој има еден мал проблем, знае многу да зборува. И сега тој си ја кажа неговата молитвена потреба, стигнавме до сестрата, до неговата сопруга, и ја прашавме, а што да се молиме за тебе? И таа онака отворено си кажа, ама аплат директно, вели, ќе ве молам, молете се за машни, вика, многу зборува, ми ја натапани главата. И ние се молевме, Господе, дај му на овој човек да знае да се запре кога треба. Но гледате, дури и во една таква комична ситуација, ние се запознаваме едни со други, научуваме кој ни што поминува. И тоа понекогаш е можно само кога сме во една таква групна молитва. Разгледуваме стихови за праксата на раната црква. Еве пишу овде во Дела апостолски 13 глава, дека се собра апостолите и му служеа на Господа и постеа, молеа и постеа, и Свети Дух рече, одвојте ми ги Варнава и Савла за делото за кое ги повикав. И откако постеа и се молеа, положија раце на нив и ги пуштија. Овде гледаме уште еден момент, дека кога заеднички се собираме на молитва, тогаш делува даровите на Светиот Дух. Овде читаме Светиот Дух рече. Како Свети Дух се објави и рече? Најверојатно преку некакво пророштво, бидејќи ние не гледаме во Библијата Свети Дух да зборува директно така глас од небото. Но најверојатно овде беше употребен дарот на пророштво и некој од присутните стана и кажа преку пророштво Свети Дух зборува вака и вака. И гледаме дека кога сме собрани на заедничка молитва, тогаш делуваат даровите на Свети Дух. Тие не делуваат дома кога си сам, бидејќи на кого дома сам ќе му пророкуваш, на кога дома сам ќе му дадеш откровение, или за кого дома сам ќе го исцелиш. Но даровите на Свети Дух, дар на пророштво, дар на исцеление, дар на разликување духови, на откровение, тие се пројавуваат кога сме собрани заедно. Еве оно што го спомнав преска, во сабота излеговме надвор од градската врата кон реката, каде што има жените обичај да се молат. Гледаме дека за нив тоа веќе станало нешто редовно, обичај. Кога еднаш одевме на молитва, вели, не сретна некоја девојка слугинка која што имаше предскажувачки дух. Повторно ни се кажува дека апостолите и христијаните во тоа време имале навика да одат на молитва, се собирале на молитва. Во 21 глава исто дел апостолски вели, отидовме оттаму и тргнавме, и тогаш не испратија со жените и децата надвор од градот и на брегот клекнавме да се помолиме. Овде не станува збор за редовен молитвен состанок, но овој текст ни кажува нешто друго, дека за раните христијани било сосема вообичаено да одлучат, кога се собрани заедно, па штом веќе сме тука, ајде да се помолиме. И затоа овде гледаме дека за христијаните е природно, кога се собрани веќе заедно, да искористат приликата, во овој случај се помолиле за Павле кој што го чекал пат. Но и за било која друга потреба ние можеме да го направиме тоа. И верувам дека тоа е природниот начин што ние треба да го практикуваме христијаните. Сопругата на мојот пастор Будимир, кој што ја основаа заедно црквата во Штип, каде што поверував, таа имаше една работа на која што и нас не навикна покасно, ни беше чудно. Ние ќе отидевме да ја посетиме неа, дали јас и Даниела или тогаш со други млади ќе отидевме кај неа и онака да поразговараме, да ја видиме. И таа знаеше да каже, зборуваше српски, ајде кад сте веќе ту да се помолимо. И ние си викаме, шо сега да се молиме, ние не дојдовме на црква, ама таа обавезно бараше од нас, кога ќе дојдеме кај неа, ајде да се помолиме, ајде сите молите се еден по еден. И не учеше да се молиме сите заедно. И така таа не научи да се молиме, но не научи и да се молиме заедно во една групна молитва. Учењата на апостолите, ако читаме, ќе видиме не само праксата на раната црква, него учењата на апостолите од посланијата ни зборуваат за тоа колку е важно да се молиме заедно. Апостолите секогаш кога пишуваа писмо до црквите, тие упатуваа заедно да се молат. Еве апостол Павле вели, тој апелира до црквите во Рим,
15 глава, во Ефес, Филипи, Солун, во сите овие посланија тој вели: молете се за мене. Упатуваат црквите кога се собираат да се молат за него. Молете се, вели, уште и за нас, за да ни отвори Бог вратата на Словото во Колосјаните. Повторно гледаме дека тоа било пракса на раната црква. Во Колосјани 1.9 вели: не прекратуваме да се молиме за вас. Повторно во групна именка, тоест заменка. Така да гледаме дека станува збор за множина. Вели: ве спомнуваме во вашите молитви. Павле не вели: ве спомнувам во моите молитви. Тој можеше да користи еднина, но не случајно Светиот Дух го потегнал секаде каде што пишува за молитвата да зборува во множина. Апостол Јаков вели: боледува ли некој меѓу вас, нека ги повика старешините на црквата и нека се помолат за него. Зошто не напишал Јаков: боледува ли некој меѓу вас, нека се јави на пасторот и пасторот дома нека се моли за него? Не, него вели кога ќе дојде во црквата да се помолат сите заедно за него. Повторно важноста на заедничката молитва. Во Јаков 5 глава исто така нагласува: молете се еден за друг. Ја нагласува потребата од таа заедничка молитва. И стигаме до крајот, каде што дури во Откровението, последната книга од Библијата, повторно читаме дека целата црква заедно во молитва извикува кон Господ Исус: дојди, Господ Исус. Знаете, ние можеби сметаме дека сеедно дали се молиш дома сам или заедно, но не е сеедно. Кога се молиме заедно, ние се охрабруваме, бидејќи знаеме дека и другите се молат за истото нешто, но и многу поголема сила има и се радуваме на резултатите кога ги слушаме. Јас, например, може да се случи некој да одговори на вашата молитва кога се молите дома лично. Замислете се молеле некој човек да биде исцелен. Тој човек оздравел, јас ниту знам дека оздравел, ниту знам дека ти си се молел за тој човек. И јас нема да бидам охрабрен од одговорот на таа молитва. Но ако вие дојдете тука и ми кажете: еј, има еден човек кој што е болен, или овој наш брат, или ова наша сестра е болна, ајде да се молиме за неа, да оздрави, и сите заедно се молиме, и се случи следната недела да оздрави, и вие дојдете и кажете: се сеќавате ли што се молевме за таа сестра? Оздравена е, Бог направи чудо. Тогаш ќе бидеме сите охрабрени. Нели е поголемо охрабрувањето? Тогаш сите ние ќе знаеме дека сме се молеле за таа сестра и ќе знаеме дека е одговорено и ќе бидеме охрабрени. Читав за еден случај во Америка, во некоја болница имало повеќе доктори кои што биле христијани и дел од медицинскиот персонал. И тие решиле да направат експеримент. Бидејќи имале повеќе пациенти во болницата, одлучиле за одреден број на пациенти да се собираат докторите со медицинскиот персонал и редовно да се молат за нив. И ги запишале по име за кои пациенти ќе се молат од која соба. За останатите не се молеле. Се молеле така 2 недели поред. За пациентите постојано секој ден се собирале пред да започнат со работа и се молеле за овие пациенти и ги спомнувале по име. После 2 недели, бидејќи се самите доктори и медицински персонал направиле анализа и откриле дека личностите за кои што се молеле многу побрзо оздравуваат од оние за кои што не се молеле. За 5 пати помалку овие личности имале потреба од антибиотици и за 5 пати помалку имале потреба од други лекови. Така да многу побрзо оздравеле, многу побрзо излегле од болница, отколку овие за кои што не се молеле. Сега ова за овие доктори било охрабрување и тие продолжиле да се молат и за другите. Но гледате, ова не би се случило ако секој сам по дома би се молел за некој од нив. Но кога се молат заедно, тие може да го видат ефектот, да видат плодовите од молитвата. Дека заедничката молитва има силна, за неа зборува еден од најпознатите проповедници, Сперџон, кој што кога тој проповедал на неговите проповеди се собирале повеќе од 5000 души. Тој ја полнел најголемата метрополитен сала во Америка во тоа време, мислам дека се наоѓала во Чикаго, ако не се лажам. Така да некој во една прилика дошол и го прашал: добро, господине Сперџон, на што се должи успехот на вашите проповеди? Кога вие проповедате, доваѓаат илјадници луѓе да ве слушаат
и Господ дава резултати. Луѓе се покајуваат, има променети животи, има плодови. Што е вашето проповедање по-различно од проповедањето на многу други добри проповедници? И тој, знаете што му одговорил на новинарот? Дојди, сега ќе ти покажам. И го симнал доле во простории кои што биле подрумски простории на салата, на нивната црковна сала, каде што имале состаноци, и му покажал, рекол, додека јас горе проповедам, дојди да видиш што се случува доле. И отворил вратата, доле имало 700 души кои што се молеле цело време за времето додека тој проповедал. Рекол, овие луѓе се посветија да се молат за мене и за мојата служба секогаш кога ние име богослужба, кога проповедаме. Замислете, 700 души да се молат за вас. Тој рекол, еве, тоа е тајната на успехот на моите проповеди. Не сум ја заслужен, но овие луѓе се молат за мене и Бог го благословува делото кое што го правам. Затоа, еве, тука ќе завршам со надежда дека сето ова ќе ве охрабри да бидете поредовни, да учествувате поактивно во тие заеднички собирања на молитва. Јас знам дека особено вие кои што сте жени, имате и како доста обврски и дома, бидејќи жените често пати одат и на работа, и плюс и дома ги чека работа. И тешко е да најдеме време. Често пати ни станува, како што испомнав на почетокот, и тој уште еден плюс состанок, и таа уште една заедничка молитва ни станува дополнителна обврска и бреме. Но молете се Господ да ве ослободи од некои обврски, да ви даде, еве, отворена врата, ако не секогаш, барем еднаш месечно да се приклучувате на тие заеднички молитви, и верувајте дека ќе биде тоа благослов и за вас, и за црквата, и за целата заедница, и за градот. Веќе кога се собираме заедно, како што Исус кажува, дури двајца или тројца во моје име, ако барате нешто, јас ќе ви го одговорам. Амин.